Двојна трагедија преживува Штип во овие 24 часа. Двајца млади со бесење си ги одзедоа животите и испичаа случај за кој досега никој не памети. Вчера на овој начин животот си го одзеде 25 годишниот ТС, а рано утринава истото го направи и неговата 22 годишна вереница АК. И двете самоубиства се направени безмалку на исто место, во аторот на селото Аргулица, во општината Карвинци. Утринава во село Аргулица пронајдено е безживотно тело на 22 годишна девојка со иницијали АК, која во Плевна си го одзела животот со бесење. Смрт констатирал докторот брза помош Штип, а увид извршил јавен обвинител и екипа на СВР Штип. Информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Колку трагедијата е голема, зборува и потресеноста на медицинската екипа. Рано утринава екипата на брза помош доби дојава за пронајдено женско лице во безсознание во близина на селото Аргулица. На лице место е укажана итна помош и направени повеќе обиди за реанимирање на лицето, но и покрај се, исходот беше фатален. Изјави доктор Хусеин Османов, раководител на Штипската брза помош. Веста за трагедијата во подплачковичкото село Аргулица уште рано утринава ги шокираше сите жители кои во ниту еден случај за нивната омилена Александра ваков животен епилог не очекувале. Потресени сме сите. Сите сме потресени. Много лошо. Вчера чуме дека момчето му се обесило таму во Бргава. И сабале чуме оноа свирени ја мелеше крма горе. И свири, викам, шо викам, дали шумска полиција, дали милиција, а оно било брза помош. Са не можем да кандисам да го видам. Толку меша. Лошо? Не можем да видам. Не е лошо оставила. А за момчето? Изненадени сме. Момчето не. Него не знаеме, ни познаваме него. Ама млади сте се. Да, млади са млади. По 24 години. Двојната трагедија на две различни, но многу блиски места во аторот на истото село за жителите на Аргулица е необјасниво и трајно ќе биде запаметено. Нешто не се случува. За непол месец 3 животи се одземени у овој дел. У околината. Да. Жалосно. Говори нешто тоа околу Аргулица, зошто токму тоа? Не знам, не можем ништо да кажем. Ништо тоа не се знае што како е. Ама вака не е имало до сега. До сега не е имало како сега овие, викаш, овие 2-3 дена, не знам. Не знам, потресени сме многу. Многу и жално е. Не, детето е супер беше. Мирно. Да, медицинска сестра Александра. Кај приватен или кај? Не, инфективно. Инфективно? Да, таму беше. Она беше у првите борбени линии у жариштето за ковид. Според една од повеќето верзии, причината за фаталниот животен крај на починатите е противењето на еден од родителите на сега починатите вереници на нивната врска. Во еден момент, нивната врска за кратко била и прекината, што допринело тие емотивно да се скршат. Наводно, местото каде ТС одлучил да си го одзеде животот, било истото каде тие и прв пат се сретнале. Практично, почетокот и крајот на големата љубов се случиле на исто место. Оваа своевидна порака и аргумент на љубов заверен со живот, за Александра била преболна и неиздржлива болка, пошто посегнали по својот живот. На овој начин, одмирен и од живот со вообичаено секојдневие, Аргулица за поцрнетите семејства за секогаш стана црна животна точка.